Економско-социјалниот совет во понеделник на седница ќе ја носи одлуката за висината на минималната плата, најави министерката за труд и социјална политика Јованка Тренчевска. Одлуката за висината на минималната плата се носи токму на Економско-социјалниот совет, потоа се објавува во службен весник, за да може работодавачите да ги усогласат платите кои ќе ги исплатат за месец март со одлуката, односно со висината на минималната плата. Истакна Тренчевска. За синдикатот, покачувањето на минималната плата е неопходно, имајќи го предвид порастот на трошоците за живот и потрошувачката кошница. Покачувањето на минималната плата во овој период е неизбежна, бидејќи цените вртоглаво раснеа до сега и минималната кошничка е некаде скоро 51.000 денари, така да ова беше едно неопходно покачување на минималната плата. Дали е тоа доволно? Сепак не е доволно, но се верувам дека понатаму ќе се најдат и други механизми со кои што би се поправил стандардот на граѓаните, односно и на вработените. Порастот на минималната плата е нешто што работодавачите како трошок веќе го имаат искалкулирано. Ние како работодавци сега соочени со проблемот на недостатна работна сила. Прв пат во историјата никој не се буни против покачувањето на минималната плата, што во суштина не значи покачувањето, го значи само задржување на куповната моќ на граѓаните заради инфлацијата. Зголемувањето на минималната плата ќе биде за 12,55%, односно истата од месец март ќе изнесува 20.175 денари, објави претходно владата. Ова значи дека граѓаните добиваат повисоки плати за над 2000 денари. Со измените на Законот за минимална плата, секоја година во месец март минималната плата се усогласува согласно податоците од Државниот завод за статистика, и тоа 50% од порастот на трошоците за живот и 50% од порастот на просечната плата од изминатата година.